Почитувани, не запира партизацијата и политизацијата на администрацијата, што е една од главните забелешки на Европската Унија за определување датум за почеток на преговори со Република Македонија. Хибридниот режим на централно и на локално ниво продолжува со самоволие и со силување врз институциите. Пред 10 дена предупредивме дека општина Ѓорче Петров и градоначалникот Александар Наумовски распишуваат огласи за однапред познати избраници во штабот на СДСМ. При тоа, посочивме и точни имиња и позиции на оние што ќе минат низ тестирањата на Агенцијата за администрација и ќе бидат постојано вработени во општинската администрација. Почитувани, ова се решенијата, подпишани од Наумовски, токму за оние за кои што предупредивме. Ова е голема дамка и врз државата, и врз општината, и врз Агенцијата за администрација. Ова е доказ за основано сомнение дека на други учесници во тестирањето во Агенцијата не им било безбеден, фер и еднаков пристап, за да може еднакво да конкурираат и да бидат вработени во администрацијата на општината согласно квалитетот, а не согласно партиските заслуги во СДСМ. Не сме видовити, напротив, самоволието и увереноста во неказнивоста на СДСМ се премногу спечатливи. Во последните моменти на власт, СДСМ ги изигрува законите и ги згрижува партиските полтрони во администрација. Ова е класична партизација, класична политизација на администрацијата и е сосема спротивно од европските вредности. Апелираме институциите да го испитаат овој случај на класична партизација и дотогаш да се стопираат овие вработувања. Почитувани, ова е пример зошто Македонија тоне на индексот за перцепција за корупција, зошто Македонија е водена од хибриден режим. СДСМ е виновно за сите порази, за сите криминали, за сите измами. И затоа на 12 април следува одговорност. СДСМ и Зоран Заев никогаш повеќе. Ви благодарам.